Автопатот Штип-Миладиновци не е безбеден и се додека е така, тој нема да биде пуштен во употреба. Ова денес на собраниската говорница го изјави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Точно е дека најавивме отворање, но утврдивме дека надпатникот кај Свети Николе има недостатоци. Правиме корекции и нема да го ставиме во функција се додека тоа не го завршиме. Небезбеден автопат нема да пуштиме, нема да дозволиме да биде доведена во прашање безбедноста на граѓаните. Ова беше одговорот на Сугаревски на прашање упатено од пратеничката Благица Ласовска, за која образложението на министерот не беше доволно. Имавте доволно време, министре, да ги средите проблемите. Не сум задоволна од одговорот, реплицираше Ласовска. Пред неполни 10 дена во Делчево првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов пак истакна дека пуштањето во употреба на автопатот го кочат споредните приклучоци. Има, како да кажам, сервисни патишта за некои населби или десетина куќи од лево, десна страна на патот, кои што не биле третирани во проектот. И тие претходно излегувале директно на регионалниот пат. Сега со автопат тоа не е возможно. И по увидот ние видовме дека треба да се довршат тие сервисни патишта, бидејќи и тие луѓе некој треба да комуницираат со Свети Николе или останатите населени места, и затоа донесовме одлука заради безбедност да се довршат тие сервисни патишта кои, повторувам, не се дел од главниот проект, туку се надвор од автопатот. Изградбата на автопатот почна во февруари 2014 година со инвестиција во износ од 206 милиони евра. Во декември минатата година беше објавено дека истиот е завршен и дека се чека технички прием, но од тогаш до сега неговото официјално пуштање неколку пати е одложено.